Градоначалничката на општина Кисела Вода Бети Стаменковска-Драјковска уствари работна средба со Муамер Сефери, директор на јавното предпријатие Паркови и зеленило. На средбата е договорена за јакната интензивирана соработка во периодот што следува, со фокус на унапредување и одржување на јавните зелени површини. Во рамки на договореното, доколку дозволат временските услови, од понеделник општина Кисела Вода преку секторот за местни заедници заедно со јавното предпријатие Паркови и зеленило ќе започнат еднонеделна интензивна акција за чистење и уредување на парковите и јавните зелени површини на целата територија на општината. Акцијата ќе се реализира со целата расположива механизација и теренски екипи, а ќе опфати собирање на лисна маса, расчистување на паднати гранки и отпадоци, подкастрување на дрвја, сечење суви гранки, како и уредување на јавните тревници. Активностите ќе се одвиваат низ парковите и сите јавни зелени површини во Кисела Вода. Вакви акции ќе бидат чести во иднина, велат надлежните. Градоначалничката Стаменковска-Драјковска ги повика граѓаните на одговорно однесување и грижа за заедничките јавни простори. Општина Ѓорче Петров доделува по 8.000 динари финансиска поддршка за секое новородено дете. Првиот човек на општината Александар Стојковски вели дека продолжуваат со зголемена грижа и поддршка за најмладите и нивните семејства. Од оваа година секое новородено дете добива 8.000 динари финансиска поддршка. Конкретна помош во најубавите, но и најодговорни моменти за секое семејство. Ова не е само финансиска мерка, туку јасна порака дека семејството, децата и иднината се нашиот приоритет, порача градоначалникот Стојковски. Додава дека како општина продолжуваат со политики што носат сигурност, грижа и поддршка онаму каде што е најважно. Општина Центар продолжува да обезбедува непосредна поддршка за своите повозрасни сограѓани преку проектот Сервис за стари лица. Центар се грижи за возрастните, информира првиот човек на општината, градоначалникот Горан Герасимовски. Станува збор за многу успешен проект од кој корисниците се исклучително задоволни. Со оваа услуга која општина Центар ја спроведува во соработка со невладината организација Хуманост, обезбедуваме директна грижа и поддршка за повозрастните жители во нивните домаќинства. Месечно услугата опаѓа околу 100 жители, потврдува Герасимовски. Преку проектот Нега за стари лица корисниците бесплатно добиваат помош и поддршка од стручни и обучени лица, вклучително негователи, физиотерапевти, социјален работник, директно во својот дом. Право на користење на услугата имаат лица постари од 62 години кои се корисници на пензија или социјална помош, со месечни примања до 35.000 динари и со живеалиште на територија на општина Центар, се додава во соопштението. Со силни емоции, насмевки и искрена почит кон ликот и делото на Тоше Проески во аулата на општинското основно училиште Лазо Ангеловски во општина Аеродром се одржа културно-уметничкиот настан Тоше те сакаме. Настанот, велат организаторите, беше топла и достоинствена почит кон музичката и човечка големина на Тоше Проески, обединувајќи деца, млади и наставници, родители и граѓани околу заедничката порака дека споменот за Тоше живее и продолжува да инспирира. Тоше те сакаме е иницијатива на жителите, а е поддржан и коорганизиран од општина Аеродром во соработка со детските градинки и основните училишта од општина Аеродром и партнерите. Програмата вклучуваше музички настапи, изведби на песни од Тоше Проески, детски и ученички перформанси, како изложбени културен сегмент преку кој на достоинствен и искрен начин е оддадена почит на неговото трајно и културно наследство. На настанот настапија Огнен Здравковски, Марија Спасовска, Тамара Волчевска, Владимир Поповски, Мартинијан Кириловски, Наде Талеска, Лилија Кустик и Васил Ангелов. Влезот за настанот беше бесплатен, а сите учесници, музички уметници, изведувачи и партнери учествуваат доброволно и без финансиска надомест, со што целиот настан е реализиран без финансиски трошоци, додаваат од општина Аеродром. Избрани се најубаво украсените дворови во општина Газибаба, појавниот повик за избор на најубаво новогодишно украсување.
Искрено и од срце им се заблагодарувам на сите жители на општина Газибаба, кои дадоа свој придонес со украсување на дворовите и балконите, со цел заедно да ја создадеме новогодишната магија на секаде низ општината, вели во објава на социјалните мрежи градоначалникот Бобан Стевковски. По објавениот јавен повик и извршената посета на домаќинствата, комисија од општина Газибаба направи избор на најубаво украсените дворови и институции. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски најави реконструкција на сите пешачки патеки во населеното место Скопје Север. Реконструкција и уредување на пешачките пристапни патеки до сите стамбени единици во Скопје Север. Со павер елементи ќе се реконструираат влезовите на стамбените единици, исто така и главните пешачки патеки на улиците Боро Менков, Гоце Стојчевски, Лазо Москов и улицата Тале Христов, истакна Костовски. Додаде дека на неколку локации ќе се направи парковско урбано уредување со ново зеленило, нови клупи и патеки. Рамномерен развој на општина Бутел е наш приоритет. Граѓаните заслужуваат подобри услови, порача првиот човек на општина Бутел. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно